вечер пак. Добро искористи фризура за двете прилики, а? Ми се допаѓа. Вака, јас ќе речам дека одлична избрана песна, малку несигурна на почетокот, но веројатно таа се должи на новиот момент, тоа е кореографијата оваа вечер. А второ, она што јас се прашувам цело време додека те гледам, ти си една од најмладите во овој избор, во оние кои што влегува во 20-ката. Сигурно дека имаше далеку поголеми вокали, да речем од тебе, позрели вокали, бидејќи јас сметам дека твојот вокал уште долго има време кога ќе стане онаков каков што гледам дека ќе биде. Но во секој случај се прашував што е тоа што ја задржа Јана до сега во овие гали. И токму ти остана последната девојка и ние вечерва уживаме тука со тебе. Тоа е неоспорно твојот голем шарм, сценичност и вокалот кој што јас го слушам, ама треба да загризеш и јас сакам да гризеш. Оваа песма беше за гризање и тоа ти е единствена замерка од мене, ама ти си дете прекрасна, прекрасна. Фала. Јана. И мене ми се допадна изборот на песната. Башка со оглед на тоа дека со таткото и сме веројатно слични со годините. И не за џабе, како што кажа, 50% од неговите пријатели ја обожуваат. Дебора Хари беше символ на едно време. Првата плейбој зајачица на Хју Хефнер која пропеа. И јас ти пожелувам, Јана Бурчевска, тебе да бидеш ти идол на цела оваа генерација што сега те гледа и те слуша, и ти пожелувам се најдобро. Мислам дека мажот на Блонди беше некој светски првак во карате, така да и да сакале не можеле да и придат. Мислам, од оправдани причини е неостварена љубов, а и далеко е многу. Но ти ќе бидеш идната икона на Македонија и на многу момци и на многу девојки овдека. Гарантирам, затоа што ќе постотам, по 100 пат. Твоите години за мене се идеални години за правење на идол. Од сега треба да се почне. Ти си на вистинското место, во вистинското време и ти си вистинската таа. Благодарам. Браво, Јана, повели во црвената соба.